да спомнам нешто за неговиот животен пат и дела, меѓутоа моите претходнички кажа многу работи. Не би сакал да се повторувам. Сакам да кажам дека првото негово дело беше книгата за Делчево, во која беа сублимирани историски податоци за Делчево, индустријскиот развој на Делчево, бројот на вработени, бројот на предпријатија и како растеше Делчево од година во година. Ова издание доживеа и реиздание со нови податоци, кои ние како семејство ги имаме, и посебно сум горд за тоа што тоа беше првото издание на мојот татко. Второто издание беше школското во Пијанец, во кое навистина неуморно работеше и сакаше секој факт што ќе го изнесе во книгата да биде подкрепен со литература, така што голем број пати доаѓаше во Скопје, во библиотеките да собира податоци, исто како и во Благоевград собираше податоци. Третото дело, Отпорот и теророт во Пијанец, имав можност за прв пат да ја прочитам во ракопис, да дадам некои кратки сугестии од моја аспект. И ова последното дело, да бидам искрен, не бев многу во тек, меѓутоа, ќе кажам една анекдота. Кога ја заврши теророт и Отпорот во Пијанец, во еден неврзан разговор го праша дали завршува со творештвото, рече не, ќе пишувам за црквите и манастирите. Реагирав можеби наивно, познавајќи го цел живот дека долг период беше член на Сојузот на комунистите на Македонија и Југославија, дека беше пратен во Републичкото собрание од 69 до 74 година и гледам тука и помлад свет. Сакам да укажам на еден факт дека државата ја одвои црквата на страна, значи немаше никакви додирни точки. Дори се случи и таков настан да јас сум крстен во црква, откога мојот татко отишол на седмица во собрание, тајно, мојата мајка и мојот дедо и баба ме однеле тајно во црква и ме крстиле. Значи, да не дознае татко ми и да не се замери во тој период. И кога го прашав какви сознания имаш ти за црквата, кога човече ти во црква не си влегол, само се насмеа рече, не е тоа што мислиш, јас ќе пишувам за историјата на манастирите и на црквите. Добро, во ред, тоа веќе личи на нешто и може да излезе квалитетен труд, познавајќи ги претходно дека правеше квалитетни трудови. Сакам да потенцирам дека целиот животен век го помина во Делчево, го сакаше Делчево, твореше за Делчево, затоа кажуваат и издадените книги. Со тоа што, кога не сум уште еден интересен факт за него и неговиот живот, и тоа колку го сакал Делчево, во 86-та година, кога за прв пат се запишав на правниот факултет во Скопје, и кога се вратив во Делчево со индекс, ме поздрави, вика, здраво колега. Сега, колку што ја знам, он имаше завршено филозофски факултет и го прашав, каде колеги ни? Па викам, во одреден период после, значи филозофскиот факултет, многу сакав да студирам право и дори се запишав, има индекс. Ми го покажа индексот, го видов, меѓутоа индексот беше празен. Зошто празен? Вика, сега ќе ти кажам. Во периодот кога се запиша, обавуваше висока партиска функција, беше секретар на комитет и имаше села или делови од села кои што не беа електрифицирани. Тогаш што тогашниот градоначалник на Делчево добивме задача, партиска најверојатно, вика, сите куки да се потрудите и да се заангажирате да бидат електрифицирани. Тоа изискуваше многу работа, одевме на терен, одевме со екипи, така што јас немав можност да седнам и да го завршам факултетот, меѓутоа ти го почнеш.
видиме дали ќе завршиш. И така, сакам да ви кажам дека навистина беше човек кој сакаше да твори, сакаше и само уште еден момент, и тоа го дознав, значи додека обавуваше пратеничка функција, му било понудено да се пресели во Скопје, заедно со мојата мајка да живеат, да работат таму, меѓутоа рекол не, јас ќе останам во Делчево. Му благодарам и се надевам дека овие трудови нема да бидат залудни, се извинувам. Се надевам дека има квалитетни деца од Делчево и дека ќе продолжат да истражуваат и да пишуваат книги и само на тој начин може да му се одложат и да го продолжат неговото дело. Ви благодарам на сите, ви поздравувам, да сте ми живи и здрави. За продолжение почитување писмени делови од книгата ќе прочитаат Магдалена Георгиевска, Теодора Тодоровска, Сара Ангелова и Андреја Димитровска. Повелете. Белешки за Царевоселци. Пред 30 години имав обичај понекогаш да седам со пензионерите во Делчево, кои беа родени околу 1900 година, а некои порано. На клупите пред стоковната куќа и на други пригодни места разговарав со нив за минатото на Царево село. Во разговорите со нив дознав дека поголем дел од занаетчиите и трговците на Царево село помеѓу двете светски војни потекнувале од семејства кои не се староседелци во Царево село, сегашно Делчево, туку дека се дојдени од некои други места во Македонија. Тогаш си поставив прашање: каде отишле старите староседелци, занаетчи, трговци и интелектуалци? На нивно место придошле други луѓе кои се занимавале со тие професии. Одговорот го најдов кога подобро ја проучив двомесечната слобода на пијанец од османлиското владење во 1878 година. По тој настан, плашејќи се од одмазда од турската власт и башибозуците, христијанското население од Царево село и од поблиските села масовно побегнало преку демарциската линија на територијата на соседна Бугарија, која тогаш била под управа на руската војска. Само од Царевоселско побегнале над 700 лица. Побегнале на имотните, сите што биле замешани и поврзани со 64-дневната слобода на пијанец. Голем број од занаетчиите, трговците и свештениците. На нивните имоти и во нивните куќи се доселиле турци и помаци од Бугарија, кои бегале пред ослободителните сили на Бугарија. Тогаш било населено Царевоселско Маџи мало или во поново време Тетрион. Според сеќавањата на постарите, поголемиот дел од маџималци биле доселени од Пелитаково во Бугарија. На места на побегнатото христијанско население се доселиле турци и помаци, односно потурчени христијани од Бугарија. Но за тоа нема доволно податоци. Присилната миграција на христијанското население од нашиот крај кон Бугарија не е доволно обработена. По двомесечната слобода на пијанец од 1878 година постепено во Царево село започнале да се доселуваат луѓе од селата кои започнале да се занимаваат со разни занаати и со трговија. Тие доселеници ги заземале местата на побегнатите царевоселци под двомесечната слобода на пијанец. Помеѓу двете светски војни
имало неколку семејства кои држале за нечиски дуќани и се занимавале со трговија. Тука ќе бидат споменати имињата на повидните семејства кои се занимавале со занечиството, трговијата и угостителството во тоа време во Царево село и местото од каде што се доселиле тука. Од Вирче во Царево село се доселиле мајсторчевите, кои се занимавале со трговија. Дедо му на Брицо, Мите, се занимавал со грнчарство, а татко му Зафир со берберство. Според податоците од постарите од Вирче, се дојдени Мавродиеви и семејството на Спироики, кое држало кафеана и котелите. Од град. Меѓу двете војни, познат трговец во Царево село бил Јованчо и Комонов, чие семејство е дојдено од Лешница во град, а оттаму во Царево село. Според кажувањето на постарите, Јованчо бил многу почитуван, затоа што услужувал секого. На секого давал вересија, но и никој не му останувал должен. Од град дошли и работници, кои се занимавале со терзиство и самарџиство. Од град е и Коста Сребров, тенекеџијата и каменарот кој имал голем имот околу Царево село. Од Горни Црквенец, село кое сега не постои, а се наоѓало меѓу Стари Стевник и Вирче, се дојдени арсовите, семејството на учителот Цанка. Од Истевник се семејството на Димитровите и на Банко Берберите. Од Трботилиште се дојдени семејствата на Богемечката Шибач. Од таму дошле и белогасци, Љубен Сликарот и други кои веќе не живеат тука. Во Царево село познати трговци биле чимедите, кои се дојдени од Илиово и Милнековите дојдени од Трстија. Од Киселица се дојдени семејствата Киселички и Реичките. Од Косово Дабје, Шопје, се Димитровски Ристо, татко на јајата, Димитровски Лесо, служителот на осмолетката, татко на Слободан ветеринарот, лекар и Димитровски Стојан Фурнаџија, татко на Никола Тракалето. Од Грвана се грванци, а од Ветрен се жабите и цоневите на Блаже и Ванчо Судијата. Најмногу доселени има од Биглата. Шатањето, Уџусти, Стојан Берберинот, Јосифови, Веселинови, Гулаците, Илјо Васков, Фурнаџијата и други. Доселени од Западна Македонија се слаткарите Филипови и Дамјанови. Оттаму се доселени Такевите и Симиновите, кои држеле воденица на Габровчица. Сугаревите и Синичовите, покажување се дојдени од Бугарија. Николчо Чорбаџевски имал голем имот, земја, бавчи, на кои имали работници. Од него е Маца Чорбаџева, мајка на шахистот Павле Лидев и на Мирослав, кој отишел по Америка. Јован Мухтијата, богат царевоселец, кој имал две ќерки, кои се омажиле во Сугаревите и Киселички. Каменарот, богат царевоселец со голем имот, на кој се наследници семејствата на доктор Френчев. Стамболци потекнуваат од стамболискиот рид од Црквенец. Стамболиски Иванчо бил многу активен во двомесечната слобода на пијанец, а потоа побегалец бил џандар во Кюстендил. Се до 30-тите години од 20-тиот век, Ветрен и Црквенец биле одделни села. Од тогаш до сега, иако на подрачјето на некогашното село Ветрен сега нема население, Црквинец се води под името Ветрен. За црквите и манастирите во Црквинец нема многу познати пишувани податоци. Но од познатата литература и материјалните остатоци може да се заклучи дека во тоа село во минатото имало богат црковен живот.
па оттаму и го добило името Црквинец. Можеби тоа е резултат на неговата местоположба. Во Црквинец се вкрстувале римскиот пат Штип Кюстендил со стариот пат, кој од Осогово преку Пијанец водел за Солун. Во археолошката карта на Македонија е регистрирана во малото Бела река во Црквинец, населбата и некрополата од доцно античкото време. Во истото мало, на друго место, се споменува и населбата од доцно античкото време и средновековна црква со некропола. Но, од други податоци, произлегува дека тие податоци не ја одразуваат правата состојба. Во граматата на цар Душан од 1347 година, со која тој подарува повеќе цркви и црковни имоти од Пијанец на Злетовската епархија, се споменува и црковници во Могилец. Тоа име се однесува на денешниот Црквинец. Под тоа име Црквинец е забележан во став 697 од старите записи и надписи од Стојановиќ. Самиот термин упатува на тоа дека тоа било место во кое извршувале важни црковни работи или во кое имало повеќе цркви и пред 1347 година. Топонимот Ѓурѓова црква и некои материјални остатоци во тоа место упатуваат на тоа дека можеби на таа локација постоела рано христијанска базилика или црква од првите векови по доселувањето на словените на овие простори. Местното предание говори за црква од римско време. Црквинци, при обработката на нивите на тоа место, открија округло обработени камења, кои можеле да бидат столбови од црква. Во 1953 година, при копање